Сончеви панели на приватни кровови, врз фабрички хали, на земјоделски посеви и отворени полиња. Вистински бум во производството од сончева енергија. Досега се издадени дозволи за над 300 компании, а чекаат на одобрение уште 100. Од инсталираните фотоволтаици веќе се добиваат над 150 мегавати струја, што е еднакво на капацитетите на хидроцентралата Тиквеш. Овој бум создава нова дилема. Како да се складира добиената вишок произведена струја? На оваа тема вечерва во Трилинг гостува Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот Димитар Ковачевски. Видете, фотонапонските централи спаѓаат во категоријата на обновливи извори на енергија и тие како такви не можете да ги контролирате, односно да произведуваат електрична енергија кога сакате. Ако тие произведуваат електрична енергија кога има сонце. Како што расте потребата од обезбедување на енергија, се појавува и потребата кај инвеститорите истата таа да ја обезбедат преку своите инвестиции во фотонапонски централи и се појавува можност во следниот период, во одреден временски период, во текот бидејќи фотонапонските централи работат започнувајќи со пролетта до крајот на есента и можно е да се случи доколку ги имаме навистина во голем број, во еден момент да имаме премногу енергија произведена од истите тие и токму и за тоа се јавува потребата да се најде начин таа енергија да се складира, да се употреби во доцните часови, односно во часовите кога нема сонце. И токму за тоа и служат батеријските системи или системите за складирање на таа енергија и токму поради тоа и на барање на инвеститорите владата започнува процес на разговори со цел да се започне кон една измена на законската регулатива со која ќе се овозможи токму таква изградба на тие системи за складирање или на батерии. Меѓутоа ќе се направат и потребните измени во делот на енергетиката, не само во градежништвото, туку во делот на енергетиката и во правилата во кои функционираат носителите на компаниите кои имат лиценци за енергетски дејности. Односно, потребно ќе биде да се регулира начинот на кој тие батерии ќе бидат вклучувани во системот, бидејќи тие, меѓу другото, можат да обезбедат и балансни услуги на системите, односно за одржување на сигурност и стабилност на системот и токму и тие активности потребно ќе биде да бидат регулирани во наредниот период, се со цел да возможиме побрза примена на таквите батеријски системи кај новите фотонапонски централи. Дали повторно ние сме подготвени за преземање на фотонапонската енергија, додека светот и опкружувањето галопираат со производство на овој тип на енергија, ние секако сега некаде ги утврдуваме оние црни точки, ако може така да се наречат. Кој не може да ги преземе и продаде вишокот струја на слободниот пазар? Напротив, подготвени сме. Една од клучните определби на владата во изминатиот период е да се обезбеди зголемено производство на електрична енергија од домашни извори. И тоа како такво, таа определба е дефинирана во нашите стратешки документи, пред се во стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, каде што е дефинирано дека токму фотонапонските централи, ветерните централи ќе бидат главните двигатели на нашата енергетска транзиција. Ние генерално во изминатите 15-20 години увезуваме околу 30% од потребите на електричната енергија, така да можам да кажам дека нашиот систем е спремен да ја превземе таа електрична енергија од фотонапонските централи и може да одговори на предизвиците. Еден познат македонски производител јавно за Дојче Веле кажа дека се сомнева оти за експанзијата на зелената енергија, посебно фотоволтаиците, се прават блокади од мокници на кои не им одговара инсталирањето на овие системи за добивање на ефтина енергија. Ќе се повторам со одговорот на претходното прашање. Од пределба на владата е зголеменото производство на електрична енергија од домашни извори. Можеме да бидеме сведоци дека во изминатиот период владата и надлежните институции, посебно регулаторната комисија за енергетика, месечно и годишно објавуваат најтранспарентно какви се резултатите од мерките на владата во делот на промовирање на зголемувањето на инвестирање во обновливи извори на енергија. А столарниот бум предизвика и момент на странски инвестиции. Што е со нив? Токму така, местоположбата на Македонија е таква да можеме да имаме зголемено користење на сончевата енергија
во споредба со останатите земји во Европа, ние и неколку, би кажал, мал дел на земји во Европа имаме слични соларни карактеристики и тоа ни овозможува да имаме зголемено користење на сончевата енергија. Впрочем, нели, ние сме земја на сонцето и очекувано е да има интерес од странски, сериозни странски инвестиции. Ако во Европа во изминатите 10 година се направи вистински бум со фотонапонските централи, а зборуваме за земји во кои имаат барем 20 до 30% помали или послаби карактеристики на сончева радијација. Ние, значи, имаме одлични услови, токму поради тоа интересот. Во изминатите 2 години имаме интерес од сериозни инвеститори, токму и поради тоа беше донесен закон за стратешки инвестиции, со кој им се овозможи на сериозните инвеститори да може да инвестираат кај нас во Македонија со дополнителна правна сигурност, а се разбира и граѓаните да имаат, и нашите енергетски компании да имаат директен бенефит од тоа. И верувајте ми, тие компании веќе долги години работат во тој дел во Европа и имаат огромно искуство акумулирано и знаење и во производството на фотонапонските централи, во нивната изградба, во нивното менаџирање, меѓутоа и во имплементирање на системите за складирање на енергија, односно на батериите, така да очекуваме дека тие ќе го промовираат заедно со нашите инвеститори концептот на интерес во инвестирање на батерии заедно со нивните фотонапонски централи. Неколку стоговорници во Трилинг досега предупредува дека еуфоријата по фотонапонските панели не смее да ги суспендира другите обновливи извори, ветерници и хидропотенцијали. Каква е она диверзификација на енергетските извори и дали сега се исплатливи и гасните централи? Токму така, не смеат да се бидат запоставувани другите извори на сметка на фотонапонските централи, меѓутоа мора да имаме во предвид дека ние најдобрите карактеристики ги имаме токму со искористување на сончевата енергија, токму и поради тоа во изминатите неколку години инсталираниот капацитет расте пропорционално со ресурсите и со потенцијалите. Да не заборавиме дека во изминатите 15 години државата преку мерки за зголемено инвестирање во обновливи извори на енергија успеа да промовира, да речем, изградба на над 100 мегавати на мали хидроцентрали. Изградени се веќе и вториот ветерен парк со инсталиран капацитет од 36 мегавати, што значи дека во моментот имаме околу 72 мегавати ветерни електрани и два очекуваме со истиот тој капацитет да започнат во текот на годината да се градат. Имаме околу 15 мегавати електрани на биогаз и меѓу 150 и 200 мегавати на фотонапонски централи, бидејќи бројката се менува дневно и затоа транспарентно се објавуваат таквите информации. Би можел да кажеме дека имаме добар микс од обновливи извори за енергија. Сега, бидејќи го спомнавте гасот, да, предвидено е во нашата стратегија да се изградат и електрани на природен газ. Имаме токму и за тоа една стратешка инвестиција, донесена одлука за изградба на когенеративна електрана во Скопје, со која ќе се овозможи дел од топлината да се користи за затоплување на домовите во Скопје, а другата да биде во Битола, која би заменила, да кажеме, во иднина еден од термоблоковите и ќе се намали загадувањето во тој дел од државата. И би кажал на еден начин со овие проекти и еве да го споменам и еден од најзначајните проекти во енергетиката, тоа е хидроцентралата Чебрен, за која очекувам до крајот на месец март да се донесе одлука за избор на најповолен понудувач, да го сочинуваат миксот на генерално на енергетскиот систем на Република Македонија во наредните 10 години. Во јавноста се води бизнис политичка конфронтација дека ИСМ купува двојно поскап газ од бугарски партнери со загуби од неколку милиони евра. Зошто во овој случај е прекината транспарентноста во оваа јавна набавка? Мислам дека транспарентноста, посебно во последната година, или започнувајќи да кажеме од енергетската криза на крајот на септември со одлука на собранието, е зголемена, се со цел на избегнување на дезинформации и шпекулации со кои се создава непотребна нервоза и паника кај граѓаните. Кога зборуваме за
Дали сме платиле помалку или повеќе за одреден тип на енергенс, мислам дека правилно е да анализираме еден поширок диапазон на временски период, односно да кажеме од почетокот, еве во летните периоди, на почетокот на септември, кога интензивно започнавме да комуницираме со јавноста и да ги презентираме активностите и превземените мерки, и тогаш да потсетам дека во текот на летото, кога европските држави ги полнеа складиштата со газ, цените беа под рекордно ниво. Цените на 1 мегават час на природен газ беа од 250 до 350 евра. Тогаш сите европски земји масовно ги полнеа своите складишта и тогаш во јавноста, исто како и сега, имаше огромен притисок на владата да набави природен газ, како би се осигурале дека во текот на зимата ќе го имаме за производство на електрична енергија и за затоплување. Меѓутоа, владата не набави, иако имаше огромни критики, зошто не се набавува, бидејќи цените може да стигнат и уште повисоки. И можеме да бидеме сведоци дека во крајот на септември, почетокот на октомври, со започнувањето на грејната сезона, владата ги набави првите количини на природен газ по цени дупло пониски од тие што беа во текот на летниот период. Што значи дека се донесе добра одлука и им се обезбеди на граѓаните непрекинато снабдување со топлинска енергија и зголемено производство на електрична енергија од комбинираната електрана во Скопје. Што значи дека во тој период се донела правилна одлука, истата се користеше во текот на месеците кои доаѓа, иако се сеќавате дека тогаш се правеа набавки на 15 на дена, имајќи го во предвид движењето на берзите, иако и тогаш имаше критики зашто се набавува за 15 дена, не се набавува месечно, зашто се чека на берзата бидејќи таа е непредвидлива. И сега кога овде би потенцирал дека во комуникацијата со компаниите преку Стопанската комора имаше апел од нивна страна за обезбедување на дополнителни количини за електрична енергија по некоја поповолна цена од берзите, бидејќи тогаш цената на берзите беше меѓу 500 и 600 евра. Тие зборуваат за 150 до 200 евра и беше и тоа за период до завршување на зимата. Нели за грејната сезона завршува на 15 април и тие бараа предвидливост. И тогаш се појави кај владата размислување што ќе добиеме ако направиме предвидливост за на компаниите, бидејќи во моментот владата субвенционира значителен дел од цената на електрична енергија за прехранбената индустрија, за школите, за основни и средни училишта, за витални објекти во државата, за водоснабдителни системи. И требаше предвидливост со цените, бидејќи тоа се случуваше на месечно ниво и токму поради тоа се премина кон тој модел, фиксна цена за месец со цел обезбедување на потребната предвидливост. И овде би потенцирал дека АДСМ јавно ги објавува јавните повици за искажување интерес за обезбедување на потребните количини на газ на месечно ниво. Секој месец се објавуваат, еве, можам да потсетам дека вчера, во текот на вчерашната пресконференција, упативме апел до сите компании кои ги исполнуваат условите од огласот и кои располагаат со потребните количини да достават понуда во ЕСМ и на тој начин да имаме поконкурентна постапка, за на крај ефектот да биде избор на најповолната понуда за граѓаните, нели со кои ќе се обезбедат дополнителни количини на топлина и на електрична енергија. И овде на крајот би сакал да потенцирам дека по завршувањето на кризната состојба на 30 април, владата ќе организира пресконференција на која најтранспарентно ќе бидат презентирани сите податоци кои се релевантни и ќе им презентираат на јавноста и на медиумите на каков начин сме се справиле со енергетската криза, колку пари биле потрошени, за кои горива, што било субвенционирано и кои ефекти се постигнаа. Господин Андонов, енергијата стана некако највносен нето бизнис и непотизмот и партиската фаворизација ги суспендираа конкуренцијата како феномен. И од друга страна се овозможува профит за експонентите на власт. Каков е вашиот став по ова прашање? Вака. Во минатото сведоци бевме дека граѓаните се интересираа само за движењето на цените на берзите на нафтените деривати. Бидејќи на 2 недели регулаторната комисија објавуваше редовни одлуки за донесувањето на цената на нафтените деривати. Бидејќи
Во тој период цените на берзите на останатите енергенси пред се и на електричната енергија беа ниски и не создава непотребни паники и опасност кај компаниите и кај граѓаните. Меѓутоа, како почна состојбата со високите цени, со војната во Украина, ги натера граѓаните секојдневно да ги следат сите берзи и на електрична енергија, и на природен газ, и на нафтени деривати, бидејќи сега може да се менат и неколку пати во текот на неделата. Сега на најтранспарентен начин достапни се сите можни податоци на сите граѓани. Дали преку редовните извештаи на регулаторната комисија, дали преку извештаите на останатите компании, државни институции кои ве споделуваат вакви информации. Така да овде само би потенцирал дека владата е транспарентна и дека во однос на сите донесени одлуки и активности еве нема проблем да ги презентира и да се соочи со јавност. Ви благодарам за вечерашното гостување во Тренинг. Благодарам на поканата. Го следевте разговорот со господинот Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот Димитар Ковачевски.